Здраво, вие слушате радио канал 103, ова е 84-тото издание на емисијата ТВ 103, во која што денес ќе ви говорам за една стриминг серија во која криминалистичките трилер елементи се во симбиотичка врска со фантастичните елементи, односно еден убиец ќе може непречено да патува низ временските јазови и во различни епохи да ги прогонува неговите жртви, кои исто така се проголтани од вртлогот на временскиот дисконтинуитет, кај што ќе скокаат секвенции од животот напред без знаење, без нивно знаење, односно без знаење на ликовите, ставајќи ги во небрано и станувајќи полесен плен за предаторот кој што е во човечка кожа, односно убиецот. Тие ќе се обидат да ја раскинат таа нераскинлива нишка која ја има впрегнато пред се убиецот со своите жртви, кој им фрлил око пред се на неговите потенцијални пленови кои што ги демне, преведувајќи ги нивните следни чекори во иднина за да може да бидат полесен плен во серијата Shining Girls, која што се емитува на Apple Plus, за која што ќе ви говорам во 84-тото издание на ТВ 103, односно специјализирана радио емисија посветена на актуелни и квалитетни ТВ серии. А на почетокот ги слушаме Sasquatch со композицијата It Lies Beyond the Bay, која што се наоѓа на нивното ново студијско издание, 6-ти албум поред, именуван како Fever Fantasy, еден одличен, моќен стонер рок бенд кој што е под силно влијание и на Black Sabbath, и на Soundgarden, и на Corrosion of Conformity, и на дури и до некаде и на Grand Funk Railroad, односно станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Лос Анџелес од Калифорнија, препознатливи се по нивните моќни рифови, ги има во изобилие во следните две композиции кои што ќе слушнеме, односно Lilac и Witch, кои што исто така се наоѓаат на албумот Fever Fantasy. Доколку сакате да знаете како ќе се ослободат жртвите од убиецот во Shining Girls, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет нудејќи можности за загатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени, започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате радио канал 103, ова е 84-тото издание на емисијата ТВ 103, специјализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, а денес ви говорам за Shining Girls, која што е криминалистичка трилер стриминг серија, продуцирана од страна на Силка Луиза, која што работена на ТВ серијата за видеоиграта Halo, потоа на ТВ серијата Strange Angel и нејзин е ТВ филмот Wilding. Работена е Shining Girls за Apple Plus, за кој последен пат ви говорев пред неколку емисии, кога ја анализира фантолошката Roar, а во меѓувреме ја објавија и The Essex Serpent, а во исчекување сме на Blackbird, Surface, 5 Days at Memorial, комедиите Loot и Bad Sisters. Apple Plus неколку пати имам напоменато дека се држат до принципите на квалитет, а не квантитет, па така што влечкаат 1 до 2 серии месечно, но инсистираат да биде одобрена серијата која ја предводи актер или актерка од А-ранг, за да го имаат тој символ на престиж кон кој очајно се стремат и во технолошките рамки, па затоа и не се парите пречка за реализирање на серии кои што пред се одличен визуелен печат имаат, односно одлично изгледаат со оглед на тоа што може да си дозволат да снимаат со Алекси и Ред, например. Првата сезона започна со прикажување на 29 април, кога беше фрлен мамецот со првите 3 епизоди, а потоа недела за недела се емитуваа новите, а со оглед на тоа што самата серија брои 8 епизоди, не беше толку долготраен процесот на објавување, односно заврши на 3 јуни, започна 29 април, што би се рекло за нецел месец и пол беше објавена. Јас ги избирав епизодите и ги изгледав одеднаш, затоа што не ми се гледа недела за недела, да бидем искрен. По турбулентен период имав моментално и не можев да најдам слободно време за да ја посветувам секоја недела, па затоа сега ви говорам за неа и подобро е според мене да се гледа одеднаш, затоа што во серијата има скокови во време, од епизода во епизода, на кои што не знам колку се добре дојдени пред се паузите помеѓу неделите, заради тоа што ќе се заборави во претходната епизода од каде се скокало, односно од која деценија се скока. Сезоната брои 8 епизоди со некој просек од околу 50 минути, некои
повеќе, некои помалку, што значи дека за оваа лимитирана серија ви се потребни околу 6,5 часа за да ја изгледате во целост. Серијата се базира на новелата The Shining Girls на Лорен Белкес од 2013 година. Во неја стана збор за архиварката во Chicago Sun-Times, Керби Мизрахи, која што ја глуми Елизабет Мос, која е нападната на улица додека го шета нејзиното куќе, оставена е со распаран стомак и пред се да крвари без помош во близина, а нејзиниот злосторник е на слобода, односно не е уапсен. Таа мора да се носи со преживеаната траума од нападот и постојаниот губиток на допир со реалноста, која континуирано се менува, не варе прави скокови во времето напред. Таа открива убиство кое наликува на самиот модус операнди на нејзиниот напаѓач, кој остава сувенири во самите жртви, па затоа ги обединува силите со новинарот Ден Веласкес да открие кој е всушност убиецот, кој има изведено слични убиства неколку децении наназад, а Кирби е една од малкуте кои што ги преживеале неговите напади. Главниот фокус на серијата е пред се справувањето со траумата која ја преживеала жртвата и спречувањето на убиствениот поход на серискиот убиец. Потоа имаме еден депресивен родител кој е обседнат со случајот, запоставувајќи ги потребите на собственото дете, како и пред се проблематичното адаптирање на таа постојана флуктуација на реалноста со скоковите, со елипсите во времето напред. Правата за книгата беа откупени уште во 2013 година од страна на продукцијата на Леонардо Ди Каприо, односно Appian Way Productions, а ја нарача Apple во јули 2020 година, со тоа што започна со снимање крајот на мај 2021 и продолжи во октомври 27 октомври во Чикаго, Илинойс. Cutline, Evergreen, Overnight, Attribution, Screamer, Bright, Offset и 30 се насловите на првите 8 епизоди. Има значителна дистинкција помеѓу серијата и книгата, а таа се однесува на нарацијата во книгата, која што е од перспектива на секоја од жртвите, а серијата нели е предводена од Кирби, низ чишто очи и навлегуваме во лавиринтот на време-просторот и полесна е пред се идентификацијата на тој начин со самиот лик кој што ја предводи серијата. Даден е поголем простор на убиецот во самата серија со акцентирање на неговата и човечка и монструозна страна. Потоа измислен е ликот на неговиот другар Лео и изменет е процесот на оставање на сувенири, затоа што нели запалка е заменета со кибрид во рамките на серијата, например, а променети се датумите за убивање на жртвите и не се развива љубовна врска помеѓу Кирби и Ден на начинот на кој што има во самата книга. Во серијата таа го менува името, односно Кирби го менува името за да не биде пред се поврзана со написот за убиствата, а во книгата на самото работно место знаат дека таа е жртвата затоа што претходно е објавен написот. Така што има слобода во пристапот и интерпретацијата на ликовите, но тоа и е важно за да се даде нова димензија на самите ликови и заемните врски и пред се да се адаптира како е најдобро за потребите на една ТВ серија. Првите епизоди беа прикажани на фестивалот од Аранг во Америка, South by Southwest. Тука може да направиме една кратка музичка пауза, имено во продолжение ќе ги слушнеме американците Пеф, односно момците кои што ни доаѓаат од Лаго Виста, односно од Тексас. Станува збор за бенд кој што е под силно влијание на Black Sabbath и на Pentagram, дури и во начинот на продуцирање на нивниот албум Merchant of Death, така што ќе слушнете малтене гаражен призвук, меѓутоа моќните рифови и пред се симбиозата која што ја имаат музичарите за создавањето на нивниот звук и тоа како е реминесцентна на тоа што во 70-тите Ози и неговата дружина го правеле, така што уживајте во Дворвен нот, во Амок, во Abolish the Observer и доколку имаме време ќе ја слушнеме Let Evil In. Така што продолжение слушаме Path со Merchant of Death.
Вие слушате Радио Канал 103, ова е 84-тото издание на емисијата ТВ 103, специализирана радио емисија посветена на актуелни и квалитетни ТВ серии, а денес ви говорам за ТВ серијата Shining Girls. Во овој сегмент ќе продискутирам за актерите и актерките на основните улови кои што ги имаат во серијата, која е предводена од Елизабет Мос, која глуми Кирби Мазраки, односно Шерон Лиц. Таа е архиварка во Chicago Sun-Times, која што е нападната и оставена на улица со пресечен стомак и да искрвари, иако што се случува инцидент насреде на ноќ додека таа го шетала низ нивното куќе. Елизабет одлично ја глуми преживеаната траума, играта секогаш во нејзините очи, а постојаните скокови во време ги пречекува со збунетост и ево постојана потрага по нејзиниот злоставник, односно човекот кој што има извршено многу други убиства покрај обидот за убиство на неа. Таа е срцето на серијата, околу која што гравитираат останатите ликови, и да не беше Елизабет, немаше воопшто да се сними оваа серија. Вагнер Моура го глуми Ден Веласкес, тој е репортерот на Chicago Sun-Times, кој се обидува да и помогне на Кирби да го најде убиецот. Тој е родител на машко дете кој под притисок станува, под притисок на себе си кој што си го наметнува, станува алкохоличар, кој никогаш не завршува сторија до крај, ги запоставува пред се потребите на неговото дете, иако секогаш е присутно со него за време на истрагата. Филипа Со ја глуми докторката Джин Сук Гвансон, односно Джиник, таа е истражувачка во планетариумот од Адлер, која е следна на списокот на жртви на Харпер, така што многу внимателно треба да ги мери пред се низините одлуки на луѓето кои што има доверба околу себе, ја дава довербата со оглед на тоа што знае на кров на зграда да заглави со затворена врата. Крис Чалк го глуми Маркус, тој е сопругот на Кирби во една итерација во реалноста, без таа да има знаење за тоа, едноставно во елипсите, временските елипси кои што се случуваат со скокови напред во незиниот живот, таа завршува со него во незиниот дом, а всушност е тој фотографот во самиот весник. Еми Бренеман ја глуми Рейчел, таа е сингл мајка на Кирби, која свири во бенд на кој што, Jesus Lizard им одземале време за од нивниот сет, како што може да ја запознаеме како гневи поради тоа додека се соочуваме со низината бунтовност пред се, и во тие временски елипси скокови напред таа станува религиозна. Значи, оди од клишето за рок-н-рол мајка до клишето на посветена христијанка. Джейми Бел го глуми Харпер Къртис, напаѓачот на Кирби и всушност серијски убиец во оваа стриминг серија, кој го гледаме во неколку временски итерации, пред се како војник од Првата светска војна, кој демне жртви низ децениите и се протнува низ времето незабележано заради тоа што е невпечатлив и е всушност евримен со нежен лик на неговото лице, кој што може да се протне со злосторствата кои што ги прави. А Кристофер Денам го глуми Лео Дженкинс, тој е пријателот на Харпер од Првата светска војна, војници кои што наоѓаат куќа низ која што променуваат низ времето, односно каде што ги прават тие скокови во време, и Лео постојано го губи разумот со тие временски вители во кои што е впрегнат. Покрај нив во серијата се појавува и Меделин Бруер како Клара Мајсер, таа е девојката на Харпер од Првата светска војна. Таа е всушност кабаре изведувачка која ќе има можност да се прошета низ времето во една итерација, со оглед на тоа што таа е девојката на која го има украдено срцето на Харпер, и ќе ја понуди една можност да ја погледне барем накратко иднината и да направи таков скок од 20-тите години до 90-тите, значи еден 70 годишен културолошки шок да доживее самата Клара, а местото каде што настапува исто така е во функција во една функција пред едно локација кај што настапува, нели, мајката на самата Кирби.
Керен Родригес ја глуми Джулија Мадригал. Тоа е една од многуте жртви на Харпер кој што ги има убиено низ децениите. Значи од 20-тите до 90-тите години, значи со оглед на тоа што има можност да скока и тој во времето, во овој научно-фантастичен манир, тој ја искористува таа опција која што му е понудена со овој теснец да наоѓа жртви во различна деценија и баш поради тоа што се разлекуваат убиствата низ 7 децении, многу е тешко да се најде некое си рационално објаснување за тоа како може овие 70 години да убива, а при тоа да не биде уапсен. Во дадена ситуација, куќето кое што го шета самата Кирби се претвора во маче, рокерката станува религиозна, пријателот нејзин станува сопруг, а ова се должи конкретно на незините скокови во време и простор, така што се менуваат координатите кои што таа ги знае и како што слушнате во најавата, таа ги запишува сите податоци во кои што последно може да се сети дека била затекната, за кога ќе направи скок во иднината, кога ќе ги прочита податоците, да не биде збунета или изненадена зашто се наоѓа токму во таа позиција, заради тоа што веќе еден од животите има преживеано со тие координати кои што и се зададени, со оглед на тоа што во скокот во време таа нема никакво знаење или презнаење што се случило во меѓувреме и треба да се носи со последиците на овие скокови кои што се должат пред се на вертикалното движење низ времето на самиот убиец, кој што повеќе се шета низ времето, толку подрастични стануваат скоковите на неговите жртви и баш поради тоа тој ги дефокусира и ги става во небрано, како што веќе потенцирав, и тоа е начин на кој што тој ги вади од нивната кожа, од рамките на нивната рутина и стануваат потенцијални пред се жртви на убиецот кој што ги демне низ различните децении. Така што тука ќе направиме на кратка музичка пауза и во продолжение ги слушаме Druids, ќе слушнеме Path to R и ќе слушнеме Aids Koan, кои што се наоѓаат на нивното студиско издание Shadow Work. Станува збор за бенд кој што доаѓа од Des Moines, од Айова, да, тоа е местото од каде што доаѓаат и Slipknot. Меѓутоа ова е еден бенд кој што свири своевиден амалгам помеѓу прогресивни space rock, stoner rock и metal елементи. Така што слушаме еден моќен бенд кој што ни доаѓа од Айова и две композиции кои што се наоѓаат на нивниот албум Shadow Work. Уживајте! Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата ТВ 103 со своето 84-то издание, посветено на ТВ серијата Shining Girls, а за самиот крај на емисијата ќе ви потенцирам одредени спецификации кои што и поседува оваа серија, која има најава, за разлика од многу други серии, меѓутоа решено со мултиплицирање на различни кадри и со употреба на Dissolve, прилично впечатлива најава. Режисерки на оваа серија се Дейна Рид, која што го снима финалето на серијата и севкупно има 4 епизоди снимано. Мишел Макларен, таа го снима пилотот, првата епизода и уште севкупно има 2, и Елизабет Мос, самата актерка, има режирано 2 епизоди од оваа сезона. Музиката ја работи Клаудија Сарне, неја ќе може да слушнеме дел за самиот крај на емисијата, препознатлива е со нејзиниот синт, односно користи инструментали трип-хоп, минимална електроника со мрачен амбиент секогаш кога е убиецот во прашање, а Клаудија ја знаете како композиторка на филмот The Book of Eli, потоа има работено на ТВ серијата Outcast, Animal Kingdom, мини серијал The Defiant Ones, а последно ви говоря за неја за ТВ серијата Dispatches from Elsper, дека има работено музиката од 2020 година. Така што е препознаена за нејзиниот син, меѓутоа и комбинирањето со различни елементи од оркестрација за да се долови пред се мрачниот амбиент кој што влече самата криминалистика во оваа серија. Со оглед на тоа што има скок во секоја деценија, по некој чин действие има од Првата светска војна до 90-тите и до денешницата, значи затоа и се разликува самата сценографија и канцелариите, така што имаме првите компјутери, имаме употреба на ВХС
и други артефакти од минатото поглед на кинематографијата. Ја работат Пони Елиот и Роберт Мек Лашелан. Станува збор за автори кои што се обидуваат да кадрираат впечатливи кадри, посебно кога ликовите се движат низ некакви си ентериери, односно огромни обемни простори, како што се халите тука веќе си поигруваат со ставање на камерата на различни агли за да ја прават да биде повпечатлива серијата, за разлика од останатите криминалистички серии. Меѓутоа самиот скок во време си носи и различен начин на кадрирање. Во поглед на монтажата има 5 монтажери кои што се играат со тие временски елипси, периодична е во контекст на тоа дека од ВХС-ерата, односно од 90-тите до Првата светска војна, се менува за како и самата сценографија, така и шминката и костимографијата која што е доминантна во овие периоди, пред се допира дури и до андерграунд музичката сцена, каде што нели се журкаат и се шуткаат на среде свирка во 90-тите кога настапуваат бендовите на бина. Надприроден е само дуплирањето на односно патот во времето, тие ако може да ги наречеме овие елипси дека се научно фантастични елементи и тие се задаваат во контекст на надприродни чинители кои што не се својствени за денешницата. Хумор скоро и да нема, а од еротика нема ни трага. При скокот во време се користат и во дадени секвенции некои визуелни ефекти. Флешбек е всушност целата сезона и флешфорвард пред се, нема поделен екран, скршениот континуум е пред се одлика на халуцинацијата. Криминалистички трилер со научно фантастични елементи е жанрот во кој што е кодифициран на стетски јазик кој што се употребува секако дека е англиски, меѓутоа има и секвенции кои што се изговорени на француски. Погледа на недостатоците, иако има скокови во време, нема доволно визуелни индикатори дека се прави некаква си драстична скок во деценија и колку тој скок има пред се реперкусии во денешницата. Спорените ликови се убиваат без да знаеме кој се и што се, за жал. Поглед на континуитетот на епизодите, тоа е завршено затоа што во секоја се скока во друго време назад и животот им скока напред на самите жртви, како што оди на вертикално во хронологијата и самиот убиец. Поглед на градењето на ликовите, главен фокус е на Кирби, занемарени се споредните ликови, како на пример другите негови жртви на убиецот во минатото. Поглед на адаптацијата напоменав значајски разлики помеѓу книгата и самата серија, кои што јас лично ги оправдувам, но се губат значењата на останатите жртви во поглед на аналогијата, односно на референците. Ете, Jesus Lizard пак ќе ги напоменам и останатите белези на 90-те кои што се проминентни, а слични серии се Dark, The OA, Severance, Utopia, The Following, Maniac, Tales from the Loop, Tabula Rasa, Dispatches from Elsewhere, Unbelievable, Sharp Objects, Absentia, Mouse, Losing Alice, Homecoming, The Sinner, The Chestnut Man, Devs, Foundation, True Detective, Perry Mason, Invasion, The Leftovers, Mare of Easttown, па дури и Twin Peaks во најшироки мерки. Дали допираат до научно-фантастичните, дали допираат до криминалистиката и концептот на убиец и жртва, сите овие серии, некои повеќе, некои помалку, допираат до концептот, до осмислениот концепт пред се, кој што го поседува Shining Grass. Тензична атмосферата, гледливост е загарантирана и убедливоста е постигната. Во самиот епилог Кирби се враќа во низината куќа која ја запоседнал убиецот претходно, овој пат таа си има куќа наместо мачка, живее сама и мора да се носи за преживеаните трауми, но е многу посилна и може да се бори со се. Го убива убиецот во една стапица поставена на страна на Джини во планетариумот затоа што знае каде би се појавил тој. 8 од 10 е мојата евалуација, а за продолжение не знам дали треба да има оваа серија со оглед на тоа што си е затворена во самиот концепт кој што го има од една сезона. А за самиот крај, како што веќе ви напоменав, ќе слушаме неколку композиции кои што ги има сработена самата Клаудија Сарне, односно ќе ги слушнеме композициите
Playground од самиот скор, потоа ќе ја слушнеме One Too Many Mornings, која што е на адаптација од страна на Angel Olsen, и за крај Holy Shit е на дрска и напната композиција која што сведочи за вештината на доловувањето и мрачен амбиент. Вие го слушавте 84-тото издание на емисијата ТВ 103 со Златко Ѓеревски, кај што детално ги анализирав квалитетите и неостатоците на првата сезона на Shining Girls. ТВ 103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди лабенски поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.